Добар ден и од мене, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Аутизмот е развојно нарушување кое се јавува во детството најчесто во првите 3 години од животот. Ги зафаќа речиси сите психички функции и трае целиот живот. Аутизмот создава сериозни проблеми со општествените односи, комуникацијата и однесувањето на децата. Во пресрет на Светскиот ден за подигање на свесноста за аутизмот, 2 април, денеска во студиото, гостинка ни е Јасмина Трошанска, доктор по дефектолошки науки, председател на Сдруженијето Сина Светлука, која што долги години, 15 години, работи во областа на едукацијата и третманот на деца со аутизам и практично и научно. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Расте бројот на деца кои што страдаат од оваа состојба, од аутизам. Во Македонија нема официјален регистар кој што би дал некоја официјална бројка колку деца всушност имаат ваков проблем. Колку деца во светот страдаат од ова нарушување? Се зголемува бројот, веќе околу 1 на 50, ако не се лажам. Во нашата држава за жал се уште не постои регистар за лицата со попреченост воопшто. Не знаеме каква попреченост, колку деца имаме и заради тоа мислам дека многу е тешко да планираме. Бидејќи во светот сите современи држави знаат, например, следната година колку деца со аутизам ќе тргнат во прво оделение. Во нашата држава такви податоци немаме. Меѓутоа, според последните податоци, например, за 2018 што ги направи Централот за контрола на болести во Соединетите Американски држави, е 1 на 59. Значи, генерално, секое 50 дете влегува во спектарот на аутизам. Така, трендот и Македонија го следи, значи, отприлика бројот е тој. Меѓутоа, тие истражувања што се за 2018 се однесуваат за период, например, 2013 и 2014, денес се објавуваат. Така. Однесувањето на децата со аутизам зависи од карактеристиките на нарушувањето во аутистичниот спектар, што значи дека секое дете е приказна за себе? Секое дете е како виножито. Аутизмот е како виножито, значи секое дете е различно и никогаш не можете да најдете 2 деца со аутизам еднакви во однесувањето и заради тоа се специфични во работата. Ако еден рецепт ви успее во работата со детето, тогаш истиот тој кај друго дете не успева. Однесувањето е различно кај секого, затоа што кај секого карактеристиките се различни. Како е тоа предизвикувачко однесување? На каков начин се манифестира? Она што е најважно всушност кога работиме со децата со аутизам е да кај нив да создадеме услови да ги смалиме причините за такво предизвикувачко однесување, бидејќи во спротивно не можеме да работиме со нив. Предизвикувачко однесување самиот збор кажува, значи тоа е однесување кое што е предизвикува околината, ги предизвикува другите. Многу често родителите можеби бараат да се третира детето за некое стереотипно однесување. Предизвикувачкото однесување не е исто што и стереотипно однесување. Често пати сум имала прашања од родители кога на нив, например, им пречи кога детето ја движи раката пред лицето и тие сметаат дека тоа е предизвикувачко однесување. Не, тоа е однесување кое што можеби на нив им пречи да го гледаат како тако, меѓутоа тоа не е предизвикувачко однесување. Значи, предизвикувачко однесување е кога детето плаче, кога детето вреска, кога може да биде агресивно кон некој друг, може да биде автоагресивно. Многу често децата одат во тантрум и мелдаун. Тоа е, значи, однесување ситуација кога детето толку многу е вознемирено, кога губи контрола на самото себе. Буквално преводот на зборот е дека се топи како свеќа. Значи, тоа однесување не може никогаш детето да го контролира. Сега многу често луѓето кога ќе го видат таквото однесување сметаат дека тоа е лошо однесување и треба да го казнат. Најчесто во нашата култура се уште постојат, нели, дури физички казни, вербални физички казни, меѓутоа во оваа ситуација детето нема желба да повреди некој. Значи не го сака тоа да го прави. Туку има некоја причина која што го предизвикува тоа однесување и затоа детето се однесува така. Многу често и ние сме во таква ситуација на предизвикувачко однесување. Голем дел од нас може да се изнервираат, нели, и да му се развикаат на некого, и да удрат по масата, можеби да кажат некои лоши зборови кои што ќе ја предизвикаат околината. Меѓутоа, кога станува збор за нас, нели, ние разбираме зошто тоа го правиме, а не сакаме да го разбереме зошто децата со аутизам, например, го прават тоа. А има ли некакви обуки за родителите да можат да го анализираат однесувањето на детето и преку таа анализа да сватат какви се неговите потреби или пак фрустрации за да може да му помогне? Главната цел всушност за однесувањето е да се анализира и да се открие која е причината зошто детето го прави тоа. И тоа е многу тешко.
всушност. Некогаш е многу лесно за луѓето кои што се така проникливи, кои што знаат добро да ги гледаат нештата во другите луѓе. Однесувањето е како представено како Санта Мраз. Она што го гледаме на врвот над водата е многу мало, нели, на Сантата Мраз, и тоа е всушност однесувањето. Меѓутоа Сантата Мраз знаеме дека под водата е многу голема и причините можат да бидат многу бројни. И сега нашата цел е всушност да откриеме каде е причината за тоа однесување и за да можеме да отстраниме причината. Обуки за родители постојат на ниво на проект. Ми од 2015 до 2018 работев на проект кој што генерално создаваше модули за едукација на родители. И еден од тие модули беше како родителите да се справат со однесувањето со децата во домот, бидејќи тоа е многу важно. Сега тие обуки веќе нели престана, меѓутоа ние како организација, бидејќи јас сум лично тренер во тие обуки, решивме да продолжиме да заживеат и понатаму како одржливост нели на проектот, па така за овој 2 април ќе имаме нели и подоцна ќе најавиме тренинг за родители за да можеме да им помогнеме како да се справат во домот со однесувањето. Инаку многу често однесувањето е комуникација. Значи секој од нас ако пројави некое однесување, значи сака нешто да каже. Ако се развикаш, значи сакаш да кажеш дека си обесправен, нели, или си исплашен за себе си, па можеби сакаш некого да му се развикаш на некого, да го нападнеш, да го отстраниш од себе. Многу често децата со аутизам, бидејќи на еден дел од нив немаат говор, однесувањето може да значи некоја лична потреба. Значи може да значи ми се пие вода, може да значи ми се јаде, може да значи ме боли стомак. Многу од нив имаат проблем со забите. Значи доколку сите знаеме колку боли зап или колку боли уво, додека откриете дека детето го боли зап или уво, може тоа да биде во ситуација на многу голема бура од автоагресивно и агресивно однесување. Може детето да се удира, може да се гребе, да се чеше и така натаму. Ние ќе мислиме дека детето се преправа, детето измислува нешто, но не знаеме што му е всушност, можеби сака да ни каже дека боли, да, некаков проблем. Да. Овој дел на емисијата ќе биде контактен 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Можете да се вклучите во програма доколку имате прашање поврзано со денешната тема. Гостинка во студиото ни е Јасмина Трошанска, магистар по дефектолошки науки. Зборуваме за аутизмот и за однесувањето кај детето, дали тоа може да се контролира на некаков начин, постојат ли стратегии за справување со однесувањето на децата со аутизам? Да, постојат стратегии, тоа е цела наука, значи бихевиоралниот третман на децата, тоа е цела наука, постојат стратегии, на пример, многу е целиот третман зависи од тоа кога однесувањето се појавило и колку време детето го има тоа, го манифестира тоа однесување. Бидејќи ако однесувањето се појавува еднаш или 2 пати кај мало дете, тогаш може да се направи превенција за тоа однесување да не се појави повторно, односно детето да го заборави. Доколку однесувањето е постојано и веќе детето има 7-8 години и тоа го прави од некоја си 3-та година, тогаш постојат стратегии каде што тоа однесување може да се замени со слично друго, меѓутоа да не биде предизвикувачко. Значи детето да го добива истото што го добива со однесувањето, да не биде предизвикувачко. Или пак доколку однесувањето е кај возрасно лице, кое што целиот живот можеби го имало некој истото тоа однесување, за да го спречиме, за да не се појавува повеќе, треба да избегнуваме ситуации кои тоа однесување се појавува. Децата со аутизам најлесно учат по визуелен пат. Зошто е тоа така? Па тоа е нивната јака страна. Значи за нив се што гледам го знам, се што гледам верувам во тоа. Тоа е нивната јака страна, тие се визуелни ученици и дури и високофункционалните деца со аутизам, иако луѓето мислат дека ако е високофункционален, не му треба визуелна поддршка, на сите им треба визуелна поддршка. И на сите нас ни треба визуелна поддршка, нели кога возиме автомобил, ако нема знаци, ние нема да се снајдеме каде треба да одиме, или пак ако одиме на пример во Кина, ако има напишано со букви машки и женски тоалет, ние нема да знаеме кој е машки и кој е женски, туку секогаш го бараме оној знак, нели. Така да на децата им треба визуелна поддршка, задолжителна, бидејќи говорот тече, а сликите се тука постојано. Тие имаат проблем во фокусирање на нештата, во меморијата. Ако им зборувате на децата со аутизам и на лицата, ако им кажете една реченица со 3 збора, тие ќе го запомнат последниот, предпоследниот и многу ретко првиот збор. Обично ги помнат работите од назад нанапред.
А ако ми покажете слика на која што е представено значењето од реченицата, таа е тука постојано присутна и тие веднаш ќе разберат. Заради тоа им треба визуелна поддршка. Имаме гледач на линија. Да го ајде. вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум мајка на момче 26 години, Така. со умерена попреченост во развојот и со изразено хиперактивно агресивно однесување. Сме пробале многу терапии до сега, моментално е на празине и на халтол, меѓутоа сите тие лекови некако не делуваат. Тој обавезно во текот на денот може да биде супер и наеднаш во една секунда го менува расположението, почнува да се тепа, да се повредува, другите не ги повредува, најчесто тоа е само повредување. И многу пати знае да си повреди рака, да скрши по око, да се утре непријатни за гледање ситуации. Значи со овие медикаменти до сега кај невропсихијатар во Бардовци сме биле, терапија препишува, едно време и лепо нек земавме, меѓутоа ништо не успееваме да смириме од ова. Единствено приметивме дека ако го фатиме со добро, со убаво, тоа може да постигне па некој ефект. Така. Ви иначе, така, барате некој совет, дали би можело да се смири со некој... Да, и како можам да стапам во контакт еве со дефектологот. Така, секако ви благодарам што се вклучите во програма. Ви благодарам, пријатно. Да, значи гледачката мислам кажа дека се работи со тешка попреченост во развој, можеби не е аутизам, можеби аутизам, не кажа конкретно, но кога се во адолесценција и возрастни, децата или лицата со аутизам и со интелектуална попреченост се под влијание на два фактори. Од една страна е адолесценцијата и пубертетот, која што е проблем кај сите деца на таа возраст, сите лица, а од друга страна е состојбата во која што се наоѓаат. И тие две состојби многу влијаат на личноста. Многу често секој адолесцент е бунтовен во тој период, така и дека кај ова момче можеби се јавува некаква бунтовност, меѓутоа од друга страна и проблемот кој што го има. И сега, нели, тоа е под медицинска терапија за која што нели не можам јас да зборувам. Меѓутоа, она што можам да го кажам е во врска со начините како може да се подобри расположението, најдобар начин е спортот. Значи, најдобар начин за сите нас, за да се чувствуваме поубаво, е физичката активност. Бидејќи со физичка активност се зголемува нивото на серотонин во мозокот, кој што ни дава позитивно расположение. Ние кога ќе почнеме да вежбаме аеробик, за 2 дена мислиме дека сме слаби, а всушност не сме, туку се само порасположени бидејќи имаме повеќе серотонин во мозок. Значи, колку што може повеќе со добро, како што кажа, колку што може повеќе со позитивни начини, позитивни пристапи, без лошо, со прошетки, со гушкање, со шетање и така натаму, за да се чувствува убаво. Зашто многу пати возрастните и адолесцентите и возрастните со аутизам и со попреченост немаат што да прават во нашата држава. Најчесто не се вклучени во никакви спортски активности, не излегуваат, не шетаат како и сите други млади луѓе. Вие ако земете и некој млад човек кој што нема никаква попреченост, ако не излегува дома, и ако биде во изолација и постојано некој му вика зошто така се однесува, тој пробува да каже дека не му е добро, дополнителна фрустрација би се создала. Значи, исто така да гледате, да многу добро ќе го разберете ако се ставите вие на неговото место и да видите од негова перспектива кој е проблемот. Кога зборуваме за деца со аутизам, тие најчесто манифестираат сензорна пречувствителност. Што тоа значи сензорна пречувствителност? Дали им пречи гласна музика? Да. Сензорната пречувствителност е всушност можеби прегласно зборување слично. Да, сензорната пречувствителност е главниот причинител за можеби за однесувањето кај овие деца. Сите ние сакаме да уживаме во нашите сетила. Ние уживаме преку нашите сетила и сите ние имаме одреден праг кој ако се надмине, ги чувствуваме дразбите. Значи, тоа е ниво на дразливост. Тоа е исто кога одите на тестирање на слухот, нели ве ставаат во кабина и ви даваат да стиснете дугме кога ќе го слушнете звукот. И тоа е вашиот праг на надразливост на слух. И сега кај децата со аутизам многу често тој праг е многу низок и тие ги слушаат звуците кои што ние не ги слушаме, кои што се под тој праг, а звуците кои ние ги слушаме се за нив болни. И заради тоа многу често може да имаат проблем ако ги ставиме во нека гласна средина, гласна гужва атмосфера и така натаму. Може да бидат дури автоагресивни, агресивни, да бегаат од таа ситуација бидејќи тие чувствуваат болка. Тоа може да се случува на сите сетила.
Мојата докторска теза беше баш на таа тема и истражувањето покажа дека децата со аутизам имаат најчесто 2 или 3 нарушувања на сетилата. И замислете вие, ако тој е супер функционален, ако е со добра интелигенција, ама ако постојано се плаши од дразбите околу себе, како ќе функционира? Тој не може да функционира додека не ги надмине тие проблеми. Како овие деца најдобро учат? Во каква средина? Дали во средината која што им е позната, која што ја прифаќаат и слично? Па многу е важна каква е околината, за да може детето со аутизам да се чувствува убаво. А всушност и кога одат во училиште, нели, на сите деца треба да им е убаво и да го сакаат училиштето и да сакаат училницата во која што ќе се наоѓаат, нели? Е сега истото важи и за овие деца. Многу е важна организацијата на средината. Значи помалку гужва, да имаат свое место на седење, на пример, доколку се во училиште, доколку имаат проблем со висока пречувствителност на видот, да не седат до прозор. Многу е важно доколку се вознемируваат, на пример, многу од децата се вознемируваат од звукот, од силен звук, а сите ние во училиштата имаме звончиња, кои што можеби за децата кои немаат аутизам на почетокот да изгледаат стресно. Бев на посета пред неколку месеци во Краков, во Полска, во училиште, инклузивно училиште, каде што учат деца со аутизам. И наместо звонче има музика од Шопен, што е многу позитивно. Чубава една адаптација меѓу другото за сите ученици. Значи тие не сакаат, некои од нив не сакаат допир, значи не може да има премногу гужва во училницата, можеби ќе сакаат да седат сами или пак доколку се пренадразнети, превознемирени, имаат потреба да седат, бидат сами во одреден момент, во училиштата имаат тивко катче каде што ќе може детето да оди да поседи одреден период за да се смири, ние викаме да се организира, да си го организира централниот нервен систем. Што значи дека целиот процес на инклузија, целиот систем на инклузија треба да биде многу промислен. Да. При имплементацијата. Да, па не можеме ние се да подесуваме на нив. Нели не можеме да го уредиме општеството како што на нив им одговара, ниту пак можеме нели обратно. Меѓутоа потребно е да направиме некои мали промени можеби, кои што се добри за сите други деца. Значи бројот на деца во одделенијата не е добар за сите деца. По 40 ученици, 35-40 не е добро за сите деца. Идеалната бројка на пример би била 20 деца со 2 учителки. Така е на пример во западните држави. Ако имате едно одделение во кое што имате деца со попреченост, 5 деца со попреченост, останатите 15 се без попреченост, и имате 2 наставнички кои што се грижат нели за работата со децата. Истражувањата покажуваат дека симптомите кај децата со аутизам значително се облажуваат доколку родителите минат низ обуки за комуникација со нивните деца и разбирање на однесувањето. Утре, како дел од одбележувањето на Светскиот ден за подигање на свесноста за аутизмот, вие ќе организирате еден вид на семинар, може така да се нарече? Да, еден вид на едукативна средба, еден вид на семинар кој што ќе биде одржан во ресторанот Амбрела, со тоа што ќе го поддржиме и ресторанот и лицата кои што се вработени таму. Должноста на секој ќе биде да си купи една пијачка, со што ќе го дадеме својот придонес. Да, секој таму ќе одржиме една едукација во врска со однесувањето токму за децата со аутизам, на децата со аутизам, исто така ќе поделиме книги, кои што тука е книгата на професорката Олга Богдашина. На 20 март таа ни беше гостинка на Филозофскиот факултет. Имавме прекрасен семинар, значи сите беа воодушевени, бидејќи таа истовремено е мајка на 2 деца со аутизам. Едното дете е ниско функционално и учело во посебно училиште, а кирката е високо функционална, зборува денес 6 јазици и работи во Холандија. Оваа книга е всушност биографска, меѓутоа е наменета токму за сетилата како таа, како мајка и како професор од оваа област поминала низ периодот на прифаќање и истражување на однесувањето кај своите деца. Исто така сакам да кажам голема благодарност во врска со книгата, таа е нели бесплатна и е поддржана од Арсламина и од семејството Тодоровски. Како нашиот Дими кој што ја води. Утринска алтернатива. Да, од средствата се собрани од концертот за Тамара, минатата година исто така со средствата од концертот купивме за неговата сестра која што почина во сообраќајна несреќа. Да, Тамара Тодоровска која почина во сообраќајна несреќа и која што беше навистина посветена кон оваа проблематика, која што лично нели јас ја познавав.
И секоја година, нели веќе втора година поред, традиционално со средствата пробуваме да направиме нешто за семејствата и за децата со аутизам. Така да сега, благодарение на нив и на Арс Ламина, родителите ќе можат да ја добијат оваа книга утре кога ќе дојдат на едукативната средба. Така, одлично, и сосема за крај уште можеме да го скоментираме. Ова? Да, значи оваа година, како и претходната, ги поддржуваме Аутизам Европа. Тие се наши партнери во проектот и оваа година кампањата за Денот на аутизмот е нови динамики за аутизмот. Значи, нештата треба да се случуваат многу побрзо, за нивна побрза соодветна инклузија во општеството. Па целта е да секој што ќе го види овој знак, нели може да допринесе со тоа што ќе го направи знакот со двете раце. Ќе се слика, да, вака, ќе се сликаме на крајот. Потоа фотографијата или видеото, ако сними видео, ќе го испрати на Facebook со хаштаг Autism Day 2019. Се надевам дека динамиката на детекцијата на состојбата, па и самата инклузија и работата со децата и со овој проблем и во Македонија ќе се одвива многу побрзо. Да. И дека ќе го фатиме чекорот со светот. Да, мора да побрзаме. Мора да побрзаме затоа што веќе доцниме, се надевам дека нештата ќе се случуваат побрзо. Јасмина, ви благодарам што бевте наша денешна гостинка. Верувам дека утре на вистина ќе има голем број на лица кои што ќе се вклучат на тој семинар. Само како може да се пријават и повеќе информации за нас, од каде може да може да ни се обратат на нас на Facebook страната на Сдруженијето Сина Светулка, може да ми напишат имејл sina.svetulka@gmail.com или пак не мора ни да напишат, нели тоа е ресторан кој што има доволен број на седишта, нели доволен капацитет, може да дојдат слободно и ќе се дружиме. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Ова беше се во денешното издание на 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.